Ова е новото нормално. Ова е новото нормално. Добар ден. Се спремивте ли за новото нормално? Што е тоа што се појавува на хоризонтот како мистерија, а мораме да го прифатиме? Налик на митолошко чудо кое не е ниту од антиката, ниту од кинеската историја. Но е дефинитивно нешто кое се води по законот на силата и моќта на парите, а ако немате пари, можете да платите и во минерали. I want to have our money secured because we're spending hundreds of billions of dollars and, you know, they may make a deal, they may not make a deal. I told them that I want the equivalent, like $500 billion worth of rare earth, and they've essentially agreed to do that. Со други зборови, Трамп и понуди на Украина мир во замена за нивните минерали и руди. Да, добро слушнавте. Веројатно да се режираше некоја трагикомедија, на крај тоа би завршило вака. Donald wakes up, grabs his phone, tweets fake news with a happy tone, checks his DMs, what does he see? A heart emoji from Vladimir. Trump and Putin, best of friends, secret calls, it never ends. Big red ties and Russian spies, sharing love with happy sighs. President Zelensky showed up to the White House wearing an outfit from Temu, and I found that very disrespectful, I have to be honest. I'm going to start calling him Temu Zelensky from now on. Значи тоа што на времето се викаше рекет, сега се вика способност за преговарање, кој ние како земја која е 10 чекори пред другите европски земји, го препознавме во нашиот стратешки партнер, водејќи се по тоа како гласавме за една од резолуциите за Украина. Ако не бевме ние да им ги отвориме очите на европејците, ке немаше кој да оди на баци рака кај кралот на новото нормално. Прашањето е зошто тие земји членки кои што се постојани или повремени, а се дел од Европската унија, не го блокираа носењето на резолуцијата на Соединетите американски држави. Зошто не гласаа против? Јас знам, но нема да навлегувам чекор понапред. Знам зошто. Затоа што сите еден по еден ќе се редат сега во Вашингтон. Еден по еден. Сите тие. Сега дојдеме понатаму. Ние гласавме исто како што гласаше нашиот стратешки партнер Соединетите американски држави. Само чудно како тоа одредени наши политичари станаа толку блиски пријатели со оној во чие време и со негова поддршка го потпишавме, да подсетам, Преспанскиот договор, кој на многу домашни политичари во тоа време им беше трн во око, а сега се најдобри пријатели со кумот или посредникот, па дури и во рок од 2 месеци 3 пати нашиот премиер отиде во САД на баци рака или на гости. Затоа, најдобро е да не кажувате што не сакате или е погрешно, оти може ке ви се исполни. Но тоа е, живот пише роман и не знаете каде ќе ве однесе. Се надевам само овој роман нема да заврши како оној на Трамп, за кој се покаја дури и човекот што го напиша. Greatest regret of my life, without question. I wish the book weren't even in print. And, you know, I've spent 2.5 years now after not speaking about the book for 30 years. Once Trump began to run, I've spent 2.5 years out there trying to warn people about who this man is. What's the core of this regret? That I knew this was a bad guy when I did the book. Значи, оваа нова налик митолошка појава на хоризонтот планира на Украина да иземе 50% од рудните богатства во замена за ништо. Оти Трамп на украинците не им ни ветил ништо, а не им ни дал тој војна помош, туку неговиот претходник Бајден, но Трамп се вели дека Украина него треба да му биде благодарна.
You haven't been allowed. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. I said a lot of times that there, to American people. accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running low I on know. soldiers. Don't- don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- that what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with a you. guy named Biden, who was not a smart person. But this That is was your- with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Ете гледате, човекот е миротворец само затоа што не може да ја зароби Украина додека над неа летаат ракети и гранати. Мора прво да ја запрете војната, па потоа да ги соберете плодовите од неа. Но ајде да речеме дека неговата идеја за мир е реална. Но што е со оние над пола милион загубени човечки животи во Украина и онаа 1/3 веќе изгубена територија? Барем конкретно да слушневме некакви гаранции за мир. So at least we don't feel stupid. Otherwise, we're stupid. Аха, значи во неговото царство на новото нормално, оној кој помага треба да се осеќа глупо затоа што за возврат не добива ништо од оној на кој на вистина во тој момент му е потребна помош. Но затоа со Путин му иде супер муабетот. Со него нема глупи ситуации, бидејќи ја нема според нив глупата Европа и Украина на маса за преговори. Па така Трамповиот државник Марко Рубио и Лавров веќе почна преговори. Nothing has frustrated me more than false choices like the one the president laid out tonight. When they put Marco on to refute President Obama's speech, do you remember that catastrophe? And he's like this, and we were, I need water, help me, I need water, help. It's Rubio. That's what it. Ето е тој Рубио, сега е главен преговарач со русите. Оној кој со Лавров договори Украина да ја препушти нафтата која до сега ја држеа русите. Одличен дел. Ја не можу продавати нашу државу. Мојси все. И така оти Зеленски сега не го убедија за овој договор, тој Рубио со Лавров договорија дека Украина се нападнала самата себе си, ги самоуништила своите градови, ги убила сопствените граѓани и дека Зеленски имал сега поддршка од само 4% од украинците, иако тамошните анкети во Украина покажуваат поддршка од над 50%. И така сега на светската сцена Зеленски агресорот, а не Путин. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Сега веќе ми станаа појасни работите. Во новото нормално имаме нов агресор, а стариот не постои. Затоа гласавме воздржано на една од резолуциите. Ама ајде да се подсетиме што тврдевме претходно. Врз кого била извршена агресијата? Јасна, отворена осуда на агресијата кон
Украина. Да, наистина жалам што тоа се случува, таа агресија во 21. век, проблемите да се решаваат со, за жал, загубени човечки животи, раселени милиони луѓе од таму од каде што се раселуваат. Наистина тоа е една лоша состојба за сите тие луѓе таму и сочувствуваме и изразивме нашата симпатија кон луѓето кои што за жал денеска трпат разорнување на сопствената земја. Ние како ВМРО-ДПМН заедно со нашата сестринска партија, тоа е Европската народна партија, застанавме позади тие европски вредности. Проблемите не треба да дозволиме да се решаваат со агресија, односно со оружје, како што се случува тоа сега во Украина. Иако можам да кажам дека, а тоа го кажувам и на состаноците со меѓународните партнери, дека и нашата Македонија, за жал, е предмет на агресија. Не знам веќе кој е агресор, а кој не, но веројатно Зеленски да му ги препуштеше рудните богатства на Трамп ке беше угледен демократски лидер, ако треба и доживотен. Вака испадна диктатор, а тој кој беше диктатор сега е нов пријател. Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы давно очень не виделись. И у нас нет никаких близких отношений, но все-таки предыдущие годы, за 4 года работы, когда он был президентом, мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения. С удовольствием с ним встречусь сегодня. Я думаю, что он... Па во име на таа добра комуникација со Трамп, Путин распали потоа со уште некоја ракета во Украина, не баре огномет за прослава. Нека цел свет види како сложни браќа куќа градат, во случајот растураат. И сето ова се случи за неполни 72 часа, откако во Минхен американскиот подпредседател J.D. Vance им одржа лекција на европејците за тоа што е демократија. In Washington, there is a new sheriff in town, and under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. И сега доаѓаме до клучното прашање. Дали овој пат сме на вистинската страна од историјата која вака или така ја пишуваат победниците? Она што го знаеме е дека барем еден период бевме на вистинската страна. Ако ова се пееше порано, кога многумина знаат да кажат дека сме на вистинската страна на историјата, вистинското прашање е што ќе пееме сега со новото име и во новото нормално, со гласањето на новите резолуции. Со кој сме или чии сме, кога сериозно одлучивме да балансираме помеѓу два огна. Remember what I said. This could escalate into a third world war. Nous, ce que nous avons préparé en particulier avec nos partenaires britanniques, dans le cadre d'un travail très étroit qu'on a mené ces dernières semaines, et partagé avec tous les pays européens et alliés qui sont prêts à s'y joindre, c'est l'idée de dire on est prêt à apporter ces garanties de sécurité. Les conditions, elles doivent en être définies. Elles doivent être définies par les troupes qui iront observer que la paix est bien respectée, qui iront se positionner, pas sur la ligne de front, pas pour justement en quelque sorte être dans le conflit, mais marquer une présence comme une garantie. Тие земји членки кои што се постојани или повремени, а се дел од Европската унија, не го блокираа носењето на резолуцијата на Соединетите американски држави. Зошто не гласаа против? Јас знам, но нема да навлегувам. Чекор понапред. Знам зошто. Затоа што сите еден по еден ќе се редат сега во Вашингтон. Еден по еден. Сите тие. Добро е кога сте убедени дека сте ја донеле вистинската одлука, но има и такви кои гласале за резолуцијата, но не знаат зошто, па после се извинуваа. Мислим да Србија данас направила грешку. Извинјавам се граѓанима Србија због тога и сам сносим кривицу за тоа, затоа што сам валјда и уморан и оптереќен и не могу да стигнем све. Па имал човекот работа.
сигурно месел кифлички. Nešto ću ja da zeznem tu. Samo opušten. Meni je moja deblja kifla mnogo nego ova vaša. Ja sam ovo zeznuo, recite onome kome prodajete. Nećete nas zaustaviti nikada. Nikada nas nećete zaustaviti. Ljubimci Albina Kurtija. Ovo je radio Albin Kurti i radite vi. Ponosite se sobom. Ste zadovoljni. Ljudi, vi ne razumete. Ljudi, vi ne razumete. Možete samo da nas ubijete, da bi nas sprečili da se borimo za Srbiju. Ете така се чека новото утре. Со кифлиците веројатно ќе има и руска салата и веројатно пак ќе биде испукан некој огномет за одбележување на прославата. Се разбира на територија на Украина. Уживајте во новото реално, кој друг ни го наметна, а нам очигледно не ни остана друг избор, освен да го прифатиме. Пратеничко прашање. Тимчо, дојди. Тимчо, ај малку. Идам, шефе. Шефе, слушај сега. Ако сте вие Христијан Мицковски граѓанинот, тогаш сигурно нема да ве Слушај сега. Кажи. И ги провали прашањава на цаци. Ке ве праша за резолуциите. А очигледно не можат да се помират со судбината. Останаа во времето на нивното владење и никако да сватат дека дојде новото подобро утре. Ама кажи, извадам стиклата. Така што да не ја сведуваме прашањето за меѓународната политика и за угледот на нашата држава, на тоа дали јас ќе ви се јавам на телефон или не, и дали вие ќе ми се јавите на телефон или нема да ми се јавите. Кажи ми ти дека иде новото реално. Еднаш за секогаш да сватат. Мораме да градиме сојузништво. Ова е новото нормално. И се разбира дека не сум задоволна од одговорот. Јасна, отворена осуда на агресијата кон Украина. Свето може многу болje, bolje, 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 mnogo bolje, 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 znači mnogo bolje, brže, veće, više, jače. Evo sad će, mnogo bolje, brže, veće, više, lepše, jače. Neprestano. Sve je tako fluidno i neće da stane, doktore. I ja ako stanem, propašću. Neprestano samo idem up, samo neprestano. Idemo na maks, idemo na maks. Neprestano samo idem up,